Добра вечер. Дневник во 20 часот. Во ова издание донесуваме информации поврзани со инвестирањето на американската компанија Леар, изградба на водоснабдителен систем во село Новачани, изгласани се промените во Законот за земјоделство, во Велес и Неготино одбележан денот на пожарникарите, во петок во театарот во Велес за прв пат балетска представа, нападната е руската амбасада во Дамаск. За овој и останатите информации од регионот Македонија и светот започнуваме веднаш по најавата за настаните на денот. Нови инвестиции, нови вработувања. Американската компанија Леар влегува во Македонија, создава нови 2000 работни места. Разговорите искрени и треба да продолжат. Ова е заедничката оценка на Иво Вајкл, Едвард Кукан и Ричард Ковид, посредбата помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев во Страсбург. Село Новачани ќе добие водоводна мрежа. Општината обезбеди 2 милиони денари од Министерството за животна средина. Вкупната инвестиција е околу 5 милиони. Нови 2000 вработувања ќе се реализираат во новата американска компанија Леар, која донесе одлука да инвестира во Гостивар. Министерот за странски инвестиции Веле Самак информираше дека до крајот на годинава ќе се вработат 300 луѓе. Компанијата Леар е водечка фирма, особено во делот на автомобилските седишта, а имаат и дивизија за електроника. Нова инвестиција во Македонија која ќе донесе нови 2000 вработувања. Американската компанија Леар ќе инвестира во Гостивар. Министерот за странски инвестиции Веле Самак информираше дека до крајот на годината ќе се вработат 300 луѓе. Гринфилд инвестицијата треба да биде завршена во текот на 2016 година. Компанијата Леар е водечка фирма, особено во делот на автомобилските седишта, а имаат и дивизија за електроника. Станува збор за инвестиција од околу 15 милиони евра, а извозот ќе биде во сите европски земји каде има автомобилски производители. Ние работиме со менеджментот на корпорацијата Леар уште од почетокот на 2013 година. Во овие 2 години успеавме да влеземе во дискусии за следен проект и да видиме како една од тие можни први дестинации. Морам да напоменам дека ваквите глобални фирми никогаш не идат за наредните 3 или 5 години или краткорочно. Нивниот оптимален, иако почнува со 300 луѓе само ова година, нивниот оптимален капацитет е некаде меѓу 2 и 3000 вработени. Во моментот има доста добра листа на потенцијални проекти, кои за релативно кратко или за неколку месеци треба да донесат одлука за инвестирање. Има интензивни комуникации, исто и одлуки кои веќе се донесени и се во фаза на формални чекори кои треба да се донесат пред да има објавување. Во едно многу тешко време на глобални и европски економски кризи се очекува во веќе најавените, а се уште неотворени странски инвестиции да бидат отворени нови над 13.000 директни работни места, а со оперативниот план за активни мерки за вработување за 2015 година се предвидува поддршка за отворење 8500 работни места, изјави премиерот Никола Груевски. Се очекува темпото да продолжи со истата динамика, како во последните 2 години. Министрите за странски инвестиции континуирано работат на привлекување на се поголем број компании. На најмасовниот народен собир одржан во понеделникот, премиерот Никола Груевски со јасна порака: Македонија ќе оди напред. Во обраќањето премиерот посочи дека образованието ќе јакне, инвестициите ќе продолжат и ќе се отвараат нови работни места. Македонија е европска земја и ќе го добие своето место. Јасни политички пораки даде премиерот Никола Груевски на најмасовниот народен собир одржан во понеделникот, на кој присуствуваа над 90.000 граѓани кои дојдоа да ја дадат својата поддршка за силна Македонија. Коментирајќи го Зоран Заев, кој, како што рече, прифатил да биде инструмент во реализацијата на деструктивното мрачно сценарио, Груевски посочи дека премиер кој би дошол на власт со странски разузнавачки служби би бил премиер на некои други центри, а не на Македонија. Ова е Македонија.
е најдобриот одговор на сите оние сценаристи кои цврсто веруваат дека ќе не скршат. Тој додаде дека СДСМ сакаат без идеи и програма, без проекти и дела, без конкретни, обмислени и сериозно подкрепени решенија на проблемите на граѓаните да ја добијат народната волја. Сплотени како никогаш досега, цврсти како челик, одлучни и решителни. Решителни до бескрај. Им порачуваме. Нема повлекување. Нема потекнување. Нема предавање. Македонија е силна. Искреноста ќе победи, слабостите ќе се отстранат, ветеното ќе се реализира. Мирот и стабилноста никому нема да дозволиме да не ги наруши. Со животот ќе го негуваме и надградуваме. Образованието ќе јакне, инвестициите ќе продолжат, економијата ќе продолжи да отвора нови работни места. Македонија е европска земја и ќе го добие заслуженото место, порача Груевски. Студентите денеска ги добија првите ваучери за набавка на таблет компјутери. Од вкупно 7290 апликации, комисијата одобри 4570. Корисниците своите ваучери ќе можат да ги остварат најдоцна до 25 јуни. Денеска Министерството за информатичка општа администрација додели 4570 вредносни ваучери, и тоа на најголемиот универзитет Кирил и Методи 1916, на Универзитетот Гоце Делчев 879, на Универзитетот Климент Охридски од Битола 652, на Државниот универзитет во Тетово 855, Свети апостол Павле во Охрид 27 и на останатите вкупно приватни 241 вредносен бон ваучер. Општина Велес обезбеди средства во висина од 2 милиони денари од проектот на Министерството за животна средина. Со ова ќе го реши проблемот со водоснабдителниот систем во село Новачани. Со решавање на водоводната и патната инфраструктура се очекува да се зголеми можноста за развој и на транзитниот туризам. Новачани ќе добие водоснабдителен систем. Општина Велес денеска го потпиша договорот со кој ќе обезбеди средства во висина од 2 милиони денари преку програмата за инвестирање во животна средина за 2015 година на Министерството за животна средина. Проценетата вредност на проектот изградба на водоснабдителен систем за населеното место Новачани изнесува 5 милиона 395 илјади денари. Се со ДДВ тоа заедно. Жителите на селото моментално индивидуално ги решаваат своите проблеми со водоснабдувањето преку бунари, носење на вода за пиење од најблиски извори на вода, флаширана вода и така натаму. Вкупната должина на водоводната линија, која ќе се гради, изнесува 2055 метри. Со решавање на водоводната и патната инфраструктура се очекува враќање на населението во селото и викенд посетителите. Водоснабдувањето предвидено е да се реализира со поврзување кон новоизградениот водоснабдителен систем за населбите кои што се награватираат, наоѓаат покрај езерото Младост, кој всушност е поврзан со водоснабдителниот систем на градот, кој го стопанисува јавното предпријатие за стопанисување Дервен. Поврзувањето ќе биде на доводниот цевковод кон резервоарот за викенд на селбата над хотелот Романтик. Блискоста на селото до езерото Младост дополнително ја зголемува можноста за развој на транзитниот туризам, откако беше одлучено да се изгради и патен правец кој ќе го поврзе езерото со автопатот Скопје-Велес. Прометот во индустријата во март годинава во однос на март 2014 бележи раст од 13,7%. Раст на прометот во индустријата во март 2015 е забележан во однос на претходниот месец за 16,5%. Во периодот јануари-март 2015 во однос на истиот период лани изнесува 10,3%.
Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на промет во индустријата остварен на домашниот пазар во март 2015 во однос на март 2014 година бележи пораст од 3,2%, а индексот на прометот остварен на странски пазари бележи пораст од 16,8%. Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење камен бележи пораст од 15,2%, а во секторот преработувачка индустрија пораст од 13,6%. Според главните индустријски групи, прометот бележи пораст кај интермедијарни производи, освен енергија за 8,8%, капитални производи за 20,1%, трајни производи за широка потрошувачка за 1,8% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 13%, додека опаѓање бележи кај енергијата за 97,9%. Прометот во индустријата во март 2015 година во однос на претходниот месец бележи раст од 16,5%, додека во периодот јануари-март 2015 година во однос на периодот јануари-март 2014 година раст од 10,3%. Претениците во Собранието на Република Македонија денеска ги изгласаа промените на законот во земјоделство. Ова беше неопходно за да може владата да исплати 100% обештетување на земјоделците чии поседи настрадаа како последица на поплавите во јануари и февруари годинава. Доставените податоци од општинските комисии за проценка на штети покажуваат дека во 18 општини во секторот на земјоделие се пријавени штети. Висината на помошта и средствата ќе се утврдува со годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Велешанец и двајца жители на село Бузалково од Велешката полиција заработија кривични пријави под сомнение дека се вклучени во нелегална продажба и препродажба на огревни дрва. Нелегалниот чин се одвивал во првиот квартал од 2013 година. Велешката полиција откри уште еден криминал поврзан со фалсификувани исправи и злоупотреба на службена положба на вработени во шумското стопанство Бабона од Велес. Кривична за фалсификување на исправа заработи 33 годишниот велешанец ТД, додека љП и РХ од селото Бузалково, двајцата вработени во шумското стопанство Бабона, заработија кривични со злоупотреба на службена положба и овластување. ТД во првите 3 месеци од 2013 година доставувал барања во име на повеќе лица до властениот шумарски инженер надлежен за теренот на село Рудник, односно лицето љП. Во овие барања биле внесувани неточни податоци, при што тоа не било проверено од вработената во шумското стопанство и без барање на идентификација му ги одобрила сите барања. Изготвените пресметки во шумското стопанство правопрејавениот ги уплатил со просечна цена од 1200 денара по метар просторен. Трето пријавениот пак, иако знал дека оврска на секој кој добил сеча од државна шума е сам да ги исече дрвата, му возможил на прво пријавениот во 29 наврата да посече и товари вкупно 189 метри просторни дрва. РХ ги продал дрвата по двојна цена од уплатената, со што за себе задржал вкупно 226.800 денари. Со показна вежба гаснење на пожар на отворено и спречување на ширењето на истиот. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Велеско одбележаа денот на пожарникарите, покажувајќи ја на дело посветеноста во оваа хумана професија. Пожарникарите со максимална одговорност се справуваат со огнените јазици и поставените задачи, се со цел да се излезе во пресрет на граѓаните. Цртаниот филм со пожарникарот Сем е првата асоциација на најмладите за професијата пожарникар. Тие знаат дека пожарникарите ги красат карактеристиките на хуманост и пожртвуваност. На денот на пожарникарите тие беа гости во територијалната противпожарна единица Велес. Велат дека кога ќе пораснат, сакаат да ги заменат чичковците кои храбро борејќи се со огнот спасуваат домови, материјални добра и човечки животи. Јас сакам да бидам пожарникар. Зошто баш пожарникар? Оти го гасат огнот. Што друго прават? Го спасуваат животот. Пожарникар! Зошто баш пожарникар? Што прават пожарникарите? Гаснат пожар. Гасат огн. И друго? Спасуваат луѓе.
Спасуваат човарци. Пожарникарството е хумана работа. Покажувајќи ја на дело посветеноста во оваа хумана професија, пожарникарите со максимална одговорност и ангажираност се справуваат со огнената стихија и поставените задачи, секогаш да се излезе во пресрет на граѓаните, а честопати ризикувајќи ги и сопствените животи. Минатата година ќе заокружам ко успешна, али сепак не остануваме со тој збор успешна, продолжуваме понатака да се едуцираме и да го унапредуваме пожарникарството. Самите видовте дека имаме 3 генерации кои веќе влегуваме во психата на граѓаните дека и ние сме дел од нивниот живот, односно се грижиме за нивните живот и материјални добра. Моментално противпожарната единица располага со 26 луѓе, пожарникари, со 8 возила, каде што имаме у секое време 20.000 литра вода. Во знак на благодарност, територијалната противпожарна единица Велес им додели благодарници на институциите кои ја помагаат и поддржуваат нивната работа, а плакета за поддршка доби и локалната самоуправа. Интересот за вашата струка и професија, ентузијазмот со кој тоа вие го работите, дека овозможува иднина и дека младите генерации се заинтересирани да продолжат да ја обавуваат оваа хумана дејност. Пожарникарите дејствуваат на целата територија. Нивниот главен противник е огнот, огнената стихија, чија застрашувачка природна сила мора да се скроти, а за таков противник да се совлада, треба не само знаење, умешност, опрема, туку и храброст, која е одлика својствена на пожарникарите. Денес пак во општина Неготино, пожарникарите за својот ден се представија со тактично показна вежба пред граѓаните и присутните гости. Заеднички правиме напори и верувам дека успеаваме во тоа да го осовремениме и збогатиме возниот парк на нашите пожарникари, кои во моментов на располагање имаат 3 противпожарни возила, 3 теренски возила, од кои едното е ново добиено од Дирекцијата за заштита и спасување и валата на Република Македонија. Почетоците на противпожарната професија на македонското тло се удрени во далечната 1836 година со формирањето на првата противпожарна единица во Битола. Несекојдневен отворен ден имаше гимназијата Кочо Рацин вчера вечер. Во училишниот двор своји промоции имаа државните и приватните факултети, што туку завршените гимназијалци имаа можност во непосредна комуникација со представниците на факултетите да дознаат нешто повеќе за институцијата во која планираат да се запишат. Но гимназијата овој настан го искористи за промовирање на сопствените образовни програми пред основците. На еден несекојдневен и интересен начин, синоќа средношколците кои годинава го завршуваат своето образование, имаа можност тет-а-тет со представници од државните и приватните факултети да разговараат за програмите и услугите кои тие ги нудат. Случајно анкетираните средношколци со различни интереси за продолжување на нивното образование. За електротехничкиот факултет. Бидејќи ме интересира програмирање и би сакала да станам софтверски инженер. За правен. Затоа што ме интересираат тие струки таму што се. Програмите кои ги нудат универзитетите се главната алка за привлекување на средношколците, но главната улога сепак ја има партиципацијата за студирање на истите. Во моментов нудиме 10 наставни програми кои што се 4 годишни студии и 3 наставни програми кои што се 3 годишни студии. Наставните програми се атрактивни, прилагодени на потребите на стопанството, реконструирани во 2012 година, ги направивме да одговараат на желбите на студентите, но пред се на барањата на економијата во Македонија. Она што е интересно е дека освен дипломата која што може да ја добијат по дипломирањето на еден од нашите факултети, значи македонската диплома, нашите едни студенти може да се стекнат и со руски дипломи, со полагање на додатни неколку испити. Затоа што ние сме најдобриот универзитет во Македонија. Стоиме на располагање на заинтересираните матуранти да им објасниме кои се модалитетите за упис на нашиот универзитет, кои се студиските програми што ги нудиме и кое е богатството со кое што тие ќе се стекнат откако ќе дипломираат. Факултетот за безбедност е најстарата и најреномирана високообразовна институција во областа на безбедноста. Нудиме 3 студиски програми во делот на криминалистиката, безбедноста и криминалната политика и всушност преку запишувањето на нашиот факултет има директен влез да се вработат преку бројните државни институции од областа на безбедноста. Покрај промоција на факултетите, гимназијата Кочо Рацин ги презентираше и своите образовни науки, кои ги нуди
се со цел привлекување на оние ученици кои го завршиле своето основно образование. На матуратите да им обезбедиме присуство на факултетите за да можат во непосреден контакт да одберат на кој факултет сакаат да се запишат. И втора работа е промоција на нашите проектни активности кои ги работат учениците и професорите цела година, да видат значи еден друг метод на работа учениците кои би се запишале во Велешката гимназија. Тие што ќе се запишат во гимназијата ќе имаат можност слободно да се истакнуваат во она што најдобро се дефинираат. Значи во гимназијата можат да се истакнат во природните науки, односно или во математичките или во оние што се хемија и биологија. Исто така имаме подрачја каде што оние кои што повеќе ги интересираат општествените науки. Универзитетот Свети Кирил и Методи, Славјанскиот институт, Факултетот за туризам и менаџмент, Универзитетот Гоце Делчев, Американ коледж, Универзитетот Свети Климент Охридски, Академијата БАС, Универзитетот за аудиовизуелни уметности беа дел од отворениот ден на гимназијата Кочо Рацин. Бесплатни медицински совети и препораки за здравствени проблеми. Денеска им беа дадени на граѓаните од Велес на отворениот пункт со медицинска екипа од Скопје во склоп на одбележувањето на Денот на семејните лекари. Тие се столб на здравствениот систем, кои се грижат за здравјето и семејната историја на болести на своите пациенти. Велешани денеска имаа можност да добијат бесплатно мерење на крвен притисок, холестерол и триглицериди во крвта од страна на медицински лица и студенти по медицина. Покрај мерењата, граѓаните имаа можност да добијат и соодветни медицински препораки и совети за ваквите здравствени проблеми. Граѓаните се секогаш заинтересирани да присуствуваат на вакви настани во интерес на сопственото здравје. Да проверим како се одвиваат работи со триглицериди, со холестерол и така. Добро е. Ова акција е многу добра и многу хубава. Треба да има повеќе акции вакви. За крвта да проверам, шеќерот. Семејните доктори, односно општите доктори, се столб на здравствениот систем и го штитат здравјето на пациентите преку превенција, лекување и советување. Граѓаните најчесто се советуваат околу здравиот начин на живење, имајќи предвид дека со тоа се превенираат многу болести. Со постојана континуирана медицинска едукација, лекарите, семејните лекари стануваат навистина рамо до рамо со специјалистите, го растеретуваат здравствениот систем на секундарно и терцијарно ниво, и мислам дека има голема разлика од она што беше еден општ лекар. Додуше бројот, ви реков, на дипломирани до специјалисти по семејна медицина е негде околу 300. Рачунајте дека до 2020 треба да станат сите општи лекари, семејни доктори, тогаш уште повеќе ќе се види ефектот од подобрата едукација. Сдруженијето на лекари по општа семејна медицина на Република Македонија функционира во рамки на Македонското лекарско друштво. Семејните лекари ќе им ја олеснат и растеретат работата на другите специјалисти. Четиринаесет часа современа балетска представа на Македонската опера и балет во петок ќе гостува во Велес. Представата ќе биде одиграна на сцената на новата театарска зграда во Велес. Истата е дел од проектот Велес град на културата за 2015 година, како и одбележување на државниот празник посветен на сесловенските просветители Кирил и Методи. За прв пат Македонската опера и балет ќе гостува во новата театарска зграда во Велес. Балетската представа 14 часа ќе биде изведена во петок на големата сцена на Народниот театар Джинот. Се работи за современ балет по музика на Кирил Џајковски, режија на Наташа Поплавска, кореографија на Игор Киров, а за костимите се погрежи Александар Ношпал. Од Велешкиот театар Джинот велат дека се работи за хит балетска представа, која е една од најизведуваните на сцената на МОП. А во представата настапуваат првенците и солистите на Националниот балет: Александра Мјалкова, Наташа Јосифовска, Саша Евтимова, Билјана Басмаджиева, Дафина Даниловска, Васил Чишијашвили од Грузија, Бобан Ковачевски, Игор Велановски, Јан Киселев, Агим Бафти и Георги Беридзе, исто така од Грузија. Представата е инспирирана од дуетот No to Close на авторско-изведувачкото дуо Александра Мјалкова и Васил Чишијашвили, и ова современо балетско дело низ синџир од 12 сцени ќе ги разработи женско-машките односи преку лековите на Лили и Марк.
60 на минути велешени ќе имаат можност да уживаат во балетскиот перформанс, кој во петок има закажан почеток во 20 часот. Настанот е дел од проектот Велес град на културата за 2015 во организација на општина Велес. Да го изразам за моето задоволство, бидејќи за прв пат велешени ќе имаат можност да уживаат во овој вид на уметноста во соодветни услови. Тоа значи дека ќе се одржи тоа во ова прекрасно здание, моментално кај што се наоѓаме во нашиот театар. Балетот е во чест на големиот празник на се словенските просветители Свети Кирил и Методи и е последен во низата на настани што општина Велес ги организира во чест на овој голем државен празник. Од општината се задоволни од досегашното спроведување на проектот, кој токму новата театарска зграда има како една од главните локации каде се случуваат културните настани. Со изложба на слики од Втората светска војна, во Велес беше одбележена 70 годишнината од победата над нацизмот. Изложените експонати датираат од периодот од 1940 до 1945 година, како ретроспективен настан од историјата која не треба да се повтори. Со изложба во ликовниот салон во Велес се одбележа 70 годишнината од победата над нацизмот. На фотографиите се представени плакати со антинацистичка пропаганда, фотографии од војниците на антихитлеровата коалиција, како и фотографии од мировните конференции кои следувале по Втората светска војна. Сликите и плакатите прикажани на изложбата датираат од периодот од 1940 до 1945 година. Ова е уникатна изложба затоа што досега не е направена една ваква ретроспектива и ја отвораме во Велес по втор пат, бидејќи беше отворена минатата недела во Скопје, каде што свое обраќање има и амбасадорот на Русија, како и амбасадорот на Британија. Така што успеавме нешто што можеби ретко се успева да ги донесеме и представниците на тогашните источни сили и западни сили кои што го победија фашизмот. На изложбените експонати е отсликан духот на времето, кога десетина земји и народности различни во својата култура успеале да се обединат во борбата против нацизмот. Пред присутните, а последно пред учениците, цениме дека ќе предизвика интерес самата изложба, бидејќи се представени фотографии, значи од времето на Втората светска војна и плакати, односно пропаганден материјал кој што предизвикува посебен интерес за јавноста. Сликите се пронајдени од тим на истражувачи, од материјалите во сопственост на Државниот архив и од интернет. Изложбата во наредниот период продолжува и во останатите градови од земјата. Разговорите се искрени и треба да продолжат. Е заедничката оценка на тројцата пратеници од Европскиот парламент Вајгал, Кукан и Ховит по средбата помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев во Страсбур. Над 200 македонци во трка за советничкото место во Албанија, темелко повторно на избори. По 10 часа преговори помеѓу лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев во Страсбур, тројцата пратеници олеснувачи од Европскиот парламент Едвард Кукан, Ричард Ховит и Иво Вајгал испратија кратко соопштение за печатот во кое се поздравува искрената дискусија која во Страсбур се водела изминатата ноќ и дека овие разговори помеѓу лидерите ќе продолжат. Во контекст на разговорите кои се во тек, премиерот Никола Груевски и лидерот на главната опозицијска партија Зоран Заев се сретнаа со Иво Вајгал, Едвард Кукан, Ричард Ховит и комесарот Јоханес Хан во Страсбур на 19 и 20 мај 2015. Пратениците и комесарот Хан ги поздравуваат напорите на лидерите на партиите да работат кон договор во интерес на сите граѓани на земјата и да се решат предизвиците кои произлегуваат од кризата во согласност со европските стандарди. Партиите ја потврдија нивната определба за ЕУ интеграција и демократските принципи и се согласија дека на прво место мораат да ги стават интересите на земјата. Пратениците и комесарот Хан ја поздравија искрената дискусија околу клучните теми на несогласувањата. Сите страни се согласија дека е важно да се имаат понатамошни состаноци, се вели во соопштението на тројцата европратеници.
Партијата на етничките македонци во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, како дел од оваа коалиција, се представи со кандидатот за градоначалник за општина Пустец Едмон Темелко. Темелко и досега извршуваше функцијата градоначалник на единствената општина на македонците во Република Албанија. Освен во Пустец, Македонска алијанса за европска интеграција на овие локални избори излегува со советнички листи во 16 општини во Албанија. Според партиски извори, на 16 кандидатски листи во трка за советничко место се 200 македонци. Од вестите од светот, еколошка катастрофа. Близу 80 литри нафта се излеале во близина на брегот во Калифорнија. Нападната е руска амбасада во главниот град на Сирија. Дводневна конференција во Тирана. Две минофрлачки гранати ја погодија руската амбасада во главниот град на Сирија Дамаск. Во инцидентот нема повредени лица, причината е само материјална штета, посочи потпаролката на амбасадата Азија Турчиева. Таа посочи дека амбасадата била гранатирана за време на паузата за ручак и затоа нема повредени лица. Сириските власти веднаш реагираа и ветија дека ќе преземат неопходни мерки за безбедноста во амбасадата. Руската амбасада во Дамаск последен пат беше нападната во јануари, кога граната го погоди покривот на зградата. Западниот Балкан стана извор на странски терористи во Ирак и во Сирија, дел и поради војните во поранешна Југославија, изјави денеска државната секретарка на САД за цивилна безбедност, демократија и човекови права Сара Сивол. Таа апелира до земјите од регионот да воспостават соработка за спречување на регрутирање на исламистички борци и да донесат национални стратегии за борба против таквиот проблем. На дводневната конференција во Тирана, Сивол посочи дека во последните 3 години стотина борци од Албанија и од Западен Балкан, соочени со економски проблеми и невработеноста, им се придружија на терористичките бунтовници во Сирија и во Ирак. Близу 80.000 литри нафта се излеале во океанот во близина на брегот во Калифорнија, откако пукнала цевка на локалниот нафтовод, објави крайбрежната стража. Нафтоводот оди паралелно со автопатот 101 во близина на Санта Барбара, а на површината на морето сега има нафтена дамка долга 6,5 км, широка 50 на метри, изјави потпаролот на крайбрежната стража Андреа Андерсон. Според неа, за цевките од 61 см одговорна е компанијата Plains All American, која веќе започна со чистењето, а плажата Рефугио е затворена. Се уште не е позната причината за пукањето на цевката. Работнички и Тетак звечерва го играат финалниот фудбалски надпревар на Македонија. Во вчерашниот заостанат дуел, екипата на Куманово на домашен терен по одиграни продолженија го победи Работнички. Во вчерашниот зостана дуел од деветото коло на кошаркарската Суперлига поради безбедносната ситуација во Куманово, составот на екипата на Куманово успеа да слави на домашен терен со 108 наспроти 98. Екипите првенствено одиграа нерешено со резултат 90 наспроти 90, па по одиграните продолженија кумановчани со помошта на најискусниот Мандиќ со победа го завршија овој дел од шампионатот. Регуларниот дел од надпреварот беше одбележан со континуираната тесна игра во која Куманово го имаше водството. Најефикасен на надпреварот и за екипата на Градски парк беше Тодор Гечевски со 26 постигнати поени, а со 21 за Куманово се истакна Бранислав Ѓекиќ. Со оваа победа по 26 одиграни кола, Куманово е трет со 43 поени зад второпласираната екипа на Работнички, која има 45 поени на табелата. Овие две екипи веќе во петок во Скопје ќе го играат првиот полуфинален дуел со што ќе го отворат годинешниот плейоф. Раководството на Вардар и официјално ги потврди најновите два трансфери на хрватскиот репрезентативец Лука Циндриќ и србинот Мијајло Марсениќ.
22 годишниот среден бек, кој како слободен играч премине од редовите на Металург со решение на арбитражниот суд на ЕХФ, ќе настапува како замена на Немања Прибак, кој во следните 2 години ќе игра во екипата на Бешикташ. Српскиот пивот Марсенич веќе одамна го раскина договорот со металците, па шпекулациите за премин од Партизан во Вардар веќе конечно се официализираа, со што тој го замени местото на Михаил Чипурин, на кој му истече договорот со клубот. Овие две засилувања за вардарци доаѓаат непосредно по договорените трансфери на Дејан Манасков, Александар Деревен и Хорхе Македа. Во серијата над превари од Западот, екипата на Голден Стейт, предводена од Стефан Кари, во првиот финален надпревар го победи Хјустон. Луис Хамилтон со тимот на Мерцедес потпиша нов договор. Анчелоти со поддршка од фудбалерите на Реал Мадрид. Во вчерашниот прв финален меч од западната конференција, екипата на Голден Стейт славеше со 110 наспроти 106 над Хјустон Рокетс и поведе со 1-0 во серијата над превари. Мечот го одбележа повредата на Двајт Хауард, како и Стефан Кари, кој со 34 поени беше непрецизен на мечот за воините. На програмата вечерва е првиот финален надпревар од серијата на источната конференција помеѓу екипата на Перо Антич Атланта и Кливленд. Луис Хамилтон стави крај на шпекулациите околу својот нов договор, па британецот својата иднина одлучи да ја продолжи и понатаму во тимот на Мерцедес со нов 3-годишен договор. Двократниот светски Формула 1 првак, кој моментално е и лидер во генералниот пласман, него криеше задоволството од договорот, истакнувајќи благодарност дека Мерцедес од секогаш го чувствувал како свој дом поради поддршката која му е дадена од 1998 година. Шпекулациите околу новото тренерско име во Реал Мадрид по лошите резултати на Анчелоти полека почнаа да се гасат. Зад италијанскиот стратег со поддршка застанаа Роналдо, Рамос, Крос, Бейл и Марсело, кои му дале до знаење на претседателот Перес дека бараат актуелниот тренер да остане на кормилото на клубот. Анчелоти има договор до јуни до 2016 година, а како негови наследници се споменуваат Бенитес, Клоп, Лев и легендата на Реал Зинедин Зидан. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност. Утре ќе има стабилизирање на времето, додека во петок ќе имаме пороен дожд, грмежи и засилен јужен ветер. Следува деталната временска прогноза. Ова беше се за денеска, почитувани. Благодарам на вашето внимание. Останете и понатаму со нашата програма.